Шосторе гнасна година, не може човек да се изради. Не дека нема радосни, има радосни моменти допрва нида, ма толку многу трагедии се случија годинава, толку многу луѓе изгубивме. Тоа е да се чуди човек. Малце беа сите жртви од кочање, малце млади деца изгубивме и колеги, и луѓе што и познаваме и шо не. Таман малце од малце ќе се понадеваш, ете се спаси некој, ќе има кој приказната да раскажи и го загубивме и Панчо. И јас искрено не знам и кој би издржал таа тага. Страшно нешто. Недела дена предходно го изгубивме Дејанче, гитарист, фотограф, душа дете и еден куп други. Арнома најблиску од се, еден ден пред да почини Панчо, после не така долги 102 години живот, почина и најстариот апостоловски. Почина дедо Тале, или познат како Тале свирач, или мити главниот виновник зошто имаме толку музичари во фамилијата. И сега ќе речиш 102 години брат, колку поќе, и то на нога, од нога што се ви. Ама сепак, секоја планина си има своја тежина. А Бога ми годинава ни се собраа планини, колку сагаш. И за сите имам планини од Муавет. Ама ако почнам на секој посебно збора, вистина ќе испадни да не можеме да се израдваме. А Бога ми имаме и работи за радвање што треба да дојдат. Ама затоа ќе правиме Муавет во некоја друга прилика. И пред да ја пуштиме шпицата, само да изразам едно сочувство до фамилиите кои изгубија некој годинава, пошто ги има многу, особено до колегите што ги изгубивме, особено овие двајца што ги изгубивме сега. Двајцата ги познав лично и некако нити за нив, нити за дедо ми не ми се даваше да постирам нешто на деноите, не знам зошто, ама тоа, пошто за другите има кој да збора, има многу луѓе што ги познава и почитува. Денес ќе пробаме да направиме Муавет на тема Тале Апостоловски. Сега кога ќе успееме да направиме Муавет, не знам, пошто заб вадев преге, заточите ми се вака, не за нешто друго до забо. И да не почни многу забо да боли, па да треба да прекинваме нигде видеото. А ќе биде долго снимање, ама добра. Да маниме на шпица дурме нема забо стегнат, да не си издржува. Дедо Тале или Трајан Апостоловски е роден 1923 година во село Брезово, Демирхисарско. Она бе оган го гори Брезово, Македонијо песна. Јордан со чета кај што навлегол, кај што се тепал там. Тие сме луѓето. И своевремено бил еден од најпознатите музичари тука. Арнома тие генерации одамна се заминати. Помладите претежно го познават од што свирел по друштва, во Илинден, во пензионерски друштва, во влашки друштва. Иако не беше влав, а пензионер беше, бога ми, да не претераме, но 50 години. Подолго време во животот пензионер беше што има работено, ама добро, секој со среќа. Сад досега дедо Тале го имам спомнато едно 200.000 пати по овие видеата, што со некој штосој што ги кажваше, со мајтапи, што со музиката, што со случки негови. И бога ми во 102 години нема шо нема да се каже. Приказни имаше од се, од војни, од шо не. И многу пати го имаме правено Муаветот, ми имате пишено, викни го дедо ти да снимате до Вадона. Да не зборам па луѓе што ме познават, снимај со дедо ти, снимај со дедо ти. И не е дека го немам снимано. Го имам снимано неколку пати, само што тие видеа некој ден ќе ги врзиме во една уба приказна, што ќе може да се постира и на социјални мрежи, и на телевизии, кај што ќе биде представен неговиот живот и неговото дело. Само што тоа здравје Божје ќе биде некојаш понатаму, кога ќе можам да се фокусирам малце поубаво и кога ќе не ме боли забоде, за да можам да седнам како човек да изборам и нормално да снимам и други луѓе што биле дел од друштва кај што свирел, од концерти и така натаму, што ден денес ме прашваат, аме сретнат негде, никој не ме прашва татко ми шо прави, сите дедо ти шо. Тално тоа беше Муаветот, дедо ти жив е бе? Шосторе колку години напред? 102! Шостора лалда му! И да ти кажам право, лалда му е 102 години на нога ти, ни аб да пиеш, ни болка, ни болест, ни бутур, ни машини. Ама такви машини поќе нема, за жал. Не произведват поќе како порано што било производство. И многу пати луѓе знаеа да го прашат што е тајна. Оти сите изгорени се тајната да ја знаат за долг жив. И тој знаеше му кажува многу работи, ама една работа што ја кажуваше редовно. Значи и да не го прашаш ја кажуваше. Тоа беше Муаветот да не се нервираат. Оти нервозата е корен на сите лошотилуци во живот. Јарно, ама ај не се нервирај да те видам. Ај не се нервирај, влези в кола денес и тргни негде низград и не се нервирај. Немојш. Тале можеш. Тоа е до поќе фактори до душа. Треба да си таков како човек, до табието е, нешто и од животното искуство и тоа што ќе видиш, што ќе поминиш. Ама како и да е, стварно лезет живееше човече, лед. Значи шо се му се нема случајно во веко, око не му трепна. Абе око не му трепна. Пример еднаш од покрив падна дозгора 3 спрата куќа, некоја ламарина, не знам што клаваше, џамо во куќата отворен, дувна ветар, го крена со се ламарина и падна долу. Ба! До душа ламарината малце му го ублажи падо, ама падна, стана одоздолу. А да, иначе си свиркаше цело време, пошто беше кларинетист. И цело време некој оро да си свири. И се паѓа од куќата, стана никому ништо, ти уплашен, нервозен, тука што се дешава. Тој на скалата, па горе на чатија. И си свирка, и си работи. Море се залетал, некој го потчукнал со колата. Ке стани.
Јас за сум ќе станам, ќе карам, ќе врнам, ќе се расправам тука. Не бевате, ич, ле. Море изгубил, море пари изгубил по банките на времето. По овие неколку што изгорија банки и издруженија што 1 тон луѓе изгорија. А си имаше таков табие. Таа земеше пари, пликот и банк. Изгоре банката, изгореа тие штедните книшки. Сите пари што ги заработил во веко, сите му беа таму. Луѓе за неколку илјади рипат од згради. Тужат, се расправат. Овој му кажуват изгоре табанка. Што викате како изреагира? За пример, татко ми нервозен, море ти слушаш озборам ова и ова, парите ги изгуби цел век што и заработваш ова, она. Дедо Тале од таа страна. Не биле за мене. Па тука татко ми нервозен, абе не биле за тебе, децата, внуците, ова, она, ти реков, ми рече, јас се нервирам, ти си свиркаш. Тале од таа страна. Па ти си шут што се нервира. Око не му трепнава. Вика не биле за мен. Обично парите и не се за тој што ги штеди, стално некој друг ги ја. Нити му беше битно кој ги изеде, нити кому рекоа да тужи, сакаше да тужи, вика ја не су тужил никого во животот и се не ги тужи. Абе лабаво, брат, полабаво немој да биде. И кога сме веќе кај лабаво, може да и ќе направам едно лабаво со музиките што си ги сакаше тој. За малце ќе треба сам да го направам, ама не е проблем. А сакав да направам едно лабаво со него, ама доскоро лабавите ги снимав в Скопје. И са стар човек да го тегниш 102 години до Скопје, парно нема смисла. Последниве месец дена го почнав во Битола да снимам, веќе ми беше некако како изморен, знај. Поретко излегваше надвор, поретко го среќав и не ќев да го малтретирам, си викав ајде. Ти знаеш со старите некојаш се посилни, некојаш ќе подопаднат малце, па ќе се вратат, си викав кој ќе се врати, пак ќе направиме не. Ама берикјат, барем го имам снимено пред 4-5 години, уште ко можеше да дува да свири како што треба. Така што рековме тие видеа здравје, друг пат ќе објави. За да можете помладите генерација го запознајте кој беше Тале Апостоловски. А некој може и да го имате видено во Бонтон видеото, тој дедото што седи до мене на фотелите на сред улица, тоа е дедо Тале. И таму веќе има 96-7. А бога ми доскоро и трчаше на улица. Баш имав некое видео клаено лани оломнани, не знам кога бе. Значи најбитниот совет од дедо Тале е немој да се нервира. Рајат ба. Тоа што треба да биде ќе биде, секако ти нервирај се колку сакаш. И многу пати го прашуваја луѓе, што јадиш, што исхрана? Пазиш на исхраната овона? Нити пазел, нити му било гајле за исхраната. Да видиш што се јади дедо Тале, и речиш нема шанса овој толку да е здрав. Пример, обожаваше тесто. Бурек да е кабил 3 пати дено ќе. Кифли, такви работи, зелници, мазници. Изгорен беше. Сирење, кашкавал, сувомеснато исто така. Ќе речиш најлошо е сувомеснато. Море и со рок поминат го јадеше и гајле немаше, никогаш немал мака со ништо. Цигари не кеше да види и не пушташе никој кај него да пуши. Алкохол, пример, за празник, за нешто една чаша пиво или ракија една чаша, не би. Ама јас барем не го памтам да има пиено многу. Порано ко помлад може да пиел по некоја чаша, кој го знам. Ама да речиш да пие редовно вака секој ден ракија, пиво, нешто, никој. Сега размисли човек, нашите внуци уствари ќе знаат точно што имаме ние правено во младостот и се ни е клаено по социјални мрежи. И кај имаме урлано, и кај имаме пиено, и што имаме правено, се ни е клаено. И ко бил дедо ми млад, што се вика ни телефони жичени немало, камоли нешто друго. Нешто се вика, туку немало иш брезово се нашол телефон. Јас ние кога бевме деца се сеќаваме еден на сред село имаше онаков со импулси како ги викаат тие. Ќе си платиш картичка со импулси на неја, ќе ја клаиш и ќе врти. И ќе збораш пократко, ти многу брзо ги јадеш импулси. Па камоли Тале кога бил млад, нити знаеле што се дешава, нити кај одат, нити шо одат, нити се јавувале, нити му пишеле на нивните, тргнав, се вратив, ништо вате. Наврата ќе се поздравиш, чао, пријатно и толку е, после дурне се врати, немаш појма кај. А бога ми дедо Тале беше шетан човек. Буквално свето го имаше свртен. Од Америки, од Австралија, од Азија, од чуда, со друштва, со свирење, со не знам шо, па во белата куќа ги носеле, па не знам кај ги носеле. До толку беше шетан, што луѓето тука кога ќе му раскажуваше не му ни верваа. Ба како не тебе кај претседникот на америчките однесле. Ба немат проблем. И како ќе докажиш бе брат, ај денешно време ќе маниш едно селфи ќе те видат таму, тоа е. Тоа време може да му раскажиш ако ти верварно, ако не нека е здрав и жив. И имат кажвано многу пати и дедо ми па и татко, пример ќош Германија, ќе пуштиш од таму разгледница дома и на крајот ти побрзо ќе си дојдиш од таа разгледницата што ќе стигне. Такви биле времињата. Покрај тоа што го имаше цел свет свртено неколку пати, бога ми многу професии имаш. Покрај тоа што беше познат како кларинетист, во Брезово исто го знае и како дрводелец. Многу пати луѓе ми имат речено овој плакарот дедо ти ми го направи, ова масата дедо ти ми ја направи, кревето ни го направи. Па некое време во Белград живел, работел како пекар. И после се чудам од кај знај брат ми леп да праете. Од негде си
повлеква жичка, па тука низ градот кај нас држел продавници сме имали во куќата, овде кај што седам уствари било продавници. Арно, ама музиката од секогаш му била најголема љубов. И затоа беше пресреќен ко разбра дека јас учам музичар, дека ќе бидам музичар. Но толку имаше мерак да бидеме музичари, што покрај негојот кларинет имаше купен уште 2 кларинети, по еден за мене и за брат ми, како мали пробваше да не учи. Ќе земев јас кларинето, брат мермоничето, па обратно се сменевме, па јас тарабучето ќе го земе. Ма тоа ќе оправиме муавет во лабавото. Таман ќе зборниме кој песни ги учевме на почеток и така натаму. Не дека нешто многу имавме мерак со брат ми, да бидам искрен тога, пошто стварно бевме уште многу мали, а и слушавме некаков друг тип на музика. Ама ете, останват тие работи во сеќавање. Простор како муавет имам закажување, тргнав да зборам за совети од дедо Тали и такви работи и никако да и докажам советите. Значи советите беа не се нервирај, за јадење не беше битно што јадиш, битно меракот ти се направи и со мерка. Значи секогаш ги правил тие работи со мерка, особено пиењето. Што знам дека неките ослушните, ама тоа. И најбитно од се кај него беше желбата за живот, бе. Значи толку непокорлива желба за живот немам видено нигде, особено денешно време. Значи младите се 90% во депресија, неубаво се осеќаат, вака било, така било, животот ваков тако. Море ништо не можеше му го турни духот. Тоа беше нешто неверојатно. Дали бил крив, дали бил прав, дали ти си нервозен, дали нешто се случило што сака нека. Тој за него ќе си најдеше позитивна точка и тоа му беше живот. Ти можеш нагла се наместиш за шо и да. Тој се што ќе направеше беше лабаво, бату. Можда затоа и лабаво ми се вика та другата емисија, кој знае. Крвта не е вода. Ама таква желба за живот, бе брат, на 100 и кусур години ти станва, излегва надвор, трча, се враќа муавет, расприкажан, памти се. Памтеше море стихотворби од прво одделение што ги учел, да ме отепаш не знам, а ти кажам. Освен брзај прваче, пошто пародија му правевме, ама и не знам вистинската верзија, пародијата знам. Значи стихотворби од тога. Приказни од Втора светска војна кај што главел таму по планињето. Приказни од свирења од чуда пазани фич муавет да не правим. И што уште поако има еден тон луѓе низ градот што го знаат, кој што рековме од друштво, од свирки, од така натаму, сите имат приказни за него што јас ги немам слушнат. Стално ќе излезе некој, шо предело ти арене? Леле, ковевме Романија на времето или ковевме не знам каде, Франција, појмане. Чеши, има многу што се збора за дедо Тали. И можда и ќе направам уште една епизода. Еве некако полека престана забода ме боли. Се опри работата. Тоа е можда и најбитната работа што дедо ми ја правеше, што Бога ми ја се правам, а тој сакаше да збора, да ги избора работите. Без разлика за што е изгорен, беше да кажува приказ. Кој што рековме, крвта не е вода. Се што му требаше е само некој да го слуша. Значи не мора ништо да збораш, тој ќе си збори, да не се секира. И ова познато некако ми звучи, ама добро. Имаше приказни со години. Фала Богу, па имало и некој што го слушал, па ќе може вака и да ги раскаже. Така што мислам дека доста е за денес. Си велам можда ќе направиме уште некоја епизода за дедо Тале. Ќе направам едно лабаво сигурно, пошто човек што живеел 102 години по негово, како што сакаше тој да живее, и што живеел убав живот, и што правел музика и што остел потомство зад него што продолжило да ја прави таа музиката. Мислам дека заслужува поќе да се слави од да се жали. Јас сум сигурен дека тој не би сакал да го жалиме сите сега и да патиме тука нешто, дуку би сакал како што знаеше на секој собирање сегде да речи: "Ој земи го армоничено да посвири." Така што толку од мене за денес, уште еднаш сочувство сите фамилии што изгубија некој годинава и дај Боже од сега па натаму да се гледаме само зуба и работа. Поздрав, имајте убав ден.